Дали јавното обвинителство за некого е мајка, а за некого макеа? Кривичната пријава против новинарот Александар Митовски за оддавање државна тајна го отвори прашањето дали обвинителите имаат двојни аршини. Имено Митовски, кој важи за жесток критичар на работата на владата предводена од ЗАЕВ, е под кривичен прогон поради објавување на исказот на Орце Камчев, даден во случајот Рекет, додека пак за директорот на Фондот за здравство Ден Дончев нема никаков поднесок, иако тој на пресконференција откри информации од предистражна постапка. По барање на државните институции, 2,5 милиона евра на сметката на Вера Иванова во Скопје и 9 милиона евра на сметката во Монако се замрзнати, бидејќи се води предистражна постапка. Реагираат новинарите, кои се почесто добиваат пријави и закани. Треба ли сега и Дончев да добие кривична пријава? Основното јавно обвинителство да поднесе обвинение против Ден Дончев, директорот на Фондот за здравство, кој јавно на пресконференција информираше за действија преземени во предистражна постапка. Пред тоа истото го сторил во комуникација со трети лица. Действија кои според член 289 од ЗКП се сметаат за тајна. Итно стопирање на истрагата против Митовски побара и двете новинарски здруженија во Македонија, МАН и ЗНМ. Од Македонската асоциација на новинари порачаа на новинарскиот збор да се одговори со збор, а не со апсења и прогон. Од Здружењето на новинари пак велат дека треба да се гони оној кој што ги знал записниците, а не новинарот кој што ги објавил, порачувајќи дека ваквите судски прогони може да создадат негативен ефект врз слободата на говорот, како и да ја зголемат само цензурата. Осуда пристигна и од АВМУ. Велат дека објавувањето на информации од висок јавен интерес е една од суштинските задачи на слободните и независни медиуми. Реагираше и ОПСЕ. Представникот за слобода на медиуми Арлем Дезир на Твитер напиша дека внимателно го следат случајот со уредникот на порталот Инфомакс. Евроамбасадорот во Македонија Самуел Жбогар пак вели дека новинарите не треба да ги кршат законите. That's a difficult question. Yes, I think public interest, yes, it's important. But that doesn't mean that journalists are allowed to violate the laws. So I believe that if certain document is declared as secret document or confidential document, I don't think that gives the right to journalists to publish the document. Алфа телевизија побара став и од Интернационалниот центар за новинарство околу прогонот кон медиумскиот сектор кој се води во Македонија, но одговорот таму се уште не добивме.